Денешните гости во домашна работа се двајца момци кои што се составен дел од колективот Отров Do It Yourself, односно Отров направи сам, кој си ја презема, си ја наметна на себе си таа тешка задача да организираат концерти кои што се посветени на бендовите од домашната независна сцена. И по тој повод денес со мене се Анис Османовиќ и Никола Николовски во рамките на домашна работа да разговараме од една страна и за работењето на Отров Do It Yourself, но и од друга страна за концертот кој што го именуваат како Срце за Кочани, кој ќе може да го проследиме на 21.6. од 18 часот во ДЗЕ. Момци, добро дојавте во домашна работа. Здраво. Иако сте активни од 2022, имате скоро 30 на концерти реализирани по Отров Do It Yourself, посветени пред се на промовирање на независната музичка сцена. Ваш модус операнди е да имаме можност да создаваме против убавото и да го покажеме грдото. Да. Имате напоменато во вашите манифеста. Да. Кажете ми зошто се јави потребата за сплотување на оваа дружина на организирање на свирки пред се? Вака да те коригирам малце, Ајде. ние не почнав во 2022, Така. јас почнав во 2022 со Geek Patrol. Со Geek Patrol. На Инстаграм за објавување свирки, бидејќи колку што гледав нема некој информатор специфично за такви свирки, од панк до метал до грајнкор и се измеѓу. А Отров почна лани во 2024 на 11 март. Добро. И март беше, да. И тоа го почнавме бидејќи кога почнав ја со објавување сите ми избори некако дај направи свирка, викам кај ќе направам јас свирка, ја врска немам со организирање, кој требам да викнам, како требам да викнам, место ово и еден ден другари не викна, имаме некоја програма, сакаме на крај свирка, дали сакаш да свириш со твојот бенд, со порано кога постоевме голем одмор. И му реков сакам, ајде, и да не речам дечките не правеа ништо, јас морав се да организирам, ја барав опрема, ја барав бендови. И така ни почна нашиот фестивал Play Faster Go Home и во 2024 го почнавме го продолживме со второто издание. Во лабораториум свиреа таму 6 бенда, од кои само нашиот бенд немаше од кој само нашиот бенд имаше свирка пред тоа, другите беа сите бендови нови, што дебютирале и решив ајде да им дадам шанса на нив место да молам некои другари што се во некои поголеми бендови. И решивме да го направиме така, имаше премногу луѓе, имаше мислам некаде околу 230 и уште 100 надвор. 100 надвор се. И рековме ние не очекувавме 50 до 100 души кога се појави пола Македонија на имало интерес. Да, имало интерес. Да. И рековме ако ние волку направивме само така од зезанција, дај да направиме некој колектив кој што го провираме така побрзо музика во Македонија и пред се да дадеме шанса на некои помлади, понови бендови кои можеби немаат материјал, не знаат како да постапат во сцената, да прашат сакаме ние да свириме, бидејќи ние кога почнавме како бенд стварно имавме еден куп другари што они помогна секако, но немавме нешто да речеме екипа некоја наша специфична, туку обично по старите некои наши другари ни помогна со тоа и решивме ние да направиме како колектив за заедница, каде што нас сите можеме да им дадеме шанса. Не е битно дали се помлади бендови, дали постари што почнуваат нов бенд и така. Така, значи едно органско спојување настана помеѓу Geek Patrol и Отров Do It Yourself. Генерално. Playfest or Go Home се извинувам, вие матичен фестивал, условно кажано, 2 изданија за себе имаше, кој требаше да има и трето оваа година, но се случи пожарот во Пулс во Кочани и беше откажан настанот. Колку се важни вакви фестивали за да може младите бендови да добијат можност да свират пред насобрана разновидна публика пред се? За сега треба да имат помладиве платформа некаде каде може да се изјаснат. Пример, ние тоа го немавме. Ја тоа што ствари се деси Playfest or Go Home, това прва свирка икад ми беше пред толку луѓе. Ја не знаев како да направам свирка, не знаев каде да се најдам, што како, ама ете Никола дојде и после тој фестивал ни текна да го направиме. Фала Никола. Фала Никола. Фала Никола.
Ама треба да има малце поише ро музика, малце поише хеви, мрсно нешто. Зашто до сега пред Отров да биде генерално беше Гола планина, што стварно дечките, браво на дечките, алал да име. Ама Гола планина не се баш толку по-хард. Добро. Ова ние го направивме во генерално да биде само за металот, за Така, за агресивните музички и екстремните музички правци, така. Да. Сте организирале свирки во Браво, во Котур, во Дуња, во Дзе, во Маракана. Има ли Скопје потреба од повеќе локали за организирање на авторски концерти? Дефинитивно треба да има, не викам дека нема, но за разлика колку сме ние помала земја, пример ја имам многу пријатели од Бугарија, од Бугарија и во Србија, кои се многу активни во нивните локални сцени и таму да идеш на некој фестивал, на некоја свирка, да речеме на некоја панк свирка, Добре. да идеш таму ќе видиш, значи луѓе што слушаат хардкор, се седат само луѓе што слушаат хардкор. Луѓе што слушаат метал, дет метал, сите посебно си седат. Кај нас толку сме малку што ни фали да се делиме на наши свирки има и скинхедс, и крастери, и панкери, хардкораши, и металци. Тоа мислам дека е најбитно да се споиме, а за такви некои локали за свирење ги има дефинитивно и многу од нив многу сакаат и да помогнат на вакви иницијативи. Но дефинитивно мислам дека треба да има уште повеќе, бидејќи како што гледам особено на балканската барем хардкор сцена, дефинитивно ние имаме за бер минимум што треба да има. Мислам дека исто треба да биде малце поакцесибилно за и тоа дефинитивно. Да. Сега со МКЦ со среќа да направиш свирка МКЦ на голема бина некоја со алал да ти е. Ако направиш голема свирка МКЦ, стварно треба да биде поакцесибилно за на пример Playfest or Go Home, што сакаме да го правиме се третото издание. Малце се утепавме од барање на место и моравме на крај лаб. Така. Што реално не е лош избор. Одличен избор. Само одличен избор е, ама немаш кај друго да правиш поголема свирка освен во Да, фала тие простори кај што се од 100 до 500 луѓе каде што можеш да организираш. Тоа сакав да го спомнам особено за лабораториум, да почнат повеќе места да имаат, да бидат достапни за повеќе вида музика, значи на иста сцена да можеш еден ден да има нешто по андерграунд, нешто друго по мејнстрим. Лабораториум дефинитивно започна како нешто што дава шанса на помалите бендови, на помалите колективи и да го поздравиме Стефан од Лабораториум. Он беше човек што стално ни даде рака и баш кога ни требаше особено за фестивалот и во Лабораториум всушност се создаде Отров таа вечер на 9 март кога ни беше свирката. Отидовме после 2 дена, рековме ќе почнеме колектив. И таму почна целата приказна, бидејќи таму има неколку места за свирење и ни рекоа големата бина е Волко и бевме добро, ама бидејќи вика дека сте така по омлади бендови сакаме да дадеме шанса, ни покажа уште една просторија како училница, има како училницатен простор и таму направивме и таму некако собра 200 души. Таму беше одлично, да. Со појачала наши, со лампа бидејќи немавме светло. Добро, се снајдовме. И тоа е многу битно што сакаме да кажеме особено на помладата публика е да не ти биде страв да имате humble beginning. Значи ние првите наши 3 свирки со голем умор не бевме ни платени ништо. Еднашка само бевме платени у домашно вино, да ја поздравам екипата на Тотално пуштање и културно-уметнички работници за тоа. И тоа ни беше нас, значи секој треба да почне од некаде да нема страв да проба да биде промената што сака да ја види. Да се насочиме кон манифестацијата од Срце за Кочани, која иницијално требаше да се одржи 25.4, ако не се лажам. Што се должи одложувањето? Нашиот најдобар другар и тоа не е ни више другар, брат ни беше човекот Марко Николовски Хесус, за жал не е повеќе меѓу нас, ради разни здравствени причини. И моравме за жал да го одложиме, но сега се што правиме понатаму е дефинитивно во негова чест. Ја и он сме разлика
8 години, ти и он се дека 11 години. Да, беше Но како он, татко. да, он на Поголем сите им даваше шанса. И дефинитивно тоа што го правиме во Отров и он што има придонесено на свирка што ги имаме организирано, дефинитивно се гледаше неговата добрина во тоа. Дефинитивно, да. Да. Препознатлив беше по тоа. Меѓутоа, тоа значеше дека ќе настане и промена во изборот на бендовите кои се слободни за свирење за новиот термин. Може да напоменеме кој ќе настапи на 21.6. во Да, на 21.6. настапуваат, ако идеме по редослед, ако не се лажам, значи почнуваат младиот алтернативен рок бенд Еритра. Потоа се, мислам дека сте вие со Мрша, ако не се лажам. Да. Потоа се LSD During War, еден многу одличен млад сладж метал бенд. Потоа се твојот 18-ти бенд Санитар. Добро. Не, Санитар па LSD. Добро, Санитар па LSD, да, нема веза. Потоа и идеме на ова, пробавме да идеме од најспоро до најбрзо, до најагресивно, да. Да има градација. Да, па иде после тоа, ако не се лажам, Биг, мислам дека беа. Па на Твојот бенд, стариот? Шаубер. Па Шаубер, Шаубер, па Feral Youth, Blasphemia, па ние на крај. Да. Со гној на крај. нормално ти си Многу. на крај имаш. Значи од алтернативен рок-н-рол, гаражен звук до дум метал, до кросовер, до панк и до дедкор и грайндкор на крај. Да. Скоро сите бендови нема ништо издадено, ниту сингл, ниту албум, на што се должи тоа и дали на пример би се нафатиле вие да застанете за некоја компилација со нивни композиции за да се одбележи барем годината, не знам, на работењето на Отров. Па, ние имавме да имаме зборено, да речеме како Отров DIY, the worst of, да направиме со бендовите што ни се моментално во колективот, пошто сме некои десетина бендови, плюс минус со некои проекти. Така. Али збориме дефинитивно, сега не сите бендови што ќе свират на ова се дел од Отров, но кога беше оригиналниот, Атом бидејќи беше за хуманитарна цел, решивме да биде за да не се ограничуваме овој пат. Жанровски имавме и џез, имавме и рок, и блуз, да. но се деси што се деси, рековме кој не може да свири, повеќето си отидоа. Требаше оригинално да бидеме 12 бенда, но сега сме 9, од кои што се враќаме се само 2-3 бенда, мислам. Од оригиналниот состав. Да, од оригиналниот. Ние, Мрша, да, Гној, Мрша и Бик. Ако не се лажам, мислам дека Бик исто свират. Требаше да свират и против. Така, и Еритра. Да, Еритра. И Еритра. 4. Добро, да. Меѓутоа за брзо време најдовте соодветна замена и да. го консолидиравте составот. Зошто се одлучивте за хуманитарен карактер на настанот? Бидејќи гледаме дека немаше баш некој таков рок хепенинг, да речеме, и бидејќи мислам дека не е баш фер да збориме толку ние дека нели у панкот, у металот има волку како фамилија се гледаме и да не застанеме на тие кои стварно им треба помош, бидејќи сите средства на што ќе ги собереме ги донираме директно на сапорт Очен. И огромен поздрав до нив што ни помага за ваква хуманитарна цел. Така, кажете ми колку е важно поспоред вас да настане обединување за иста цел како што е на пример настанот за Срце за Кочани на различните сфери на независната сцена, затоа што секој си го гледа на пример својот бенд и своите љубители, нели, на тој бенд, и ако не им се померак на пример, останатите не се ни појавуваат на нивна свирка. Колку мислите дека постојачка е оваа поделба на некакви си предрасуди на независната сцена? Има поделба, ама мислам дека е многу минимална кај нас барем. Пример сега тоа што збориме за хуманитарно, сега гледам дека уствари Корка што се од Кочани, што нажалост им почина бившата тапанарка, што стварно трагично. Дете беше. Они сега прават хуманитарен настан за Кочани со Гола планина, мислам дека се. Да, знам дека со Гола планина у состав. Во Скопје? Не знам кај беше. Добро. Се дешаваше. Ама стварно треба да има некој обединување за поголема цел, да. Да. Специфично сега ова време. Така, колку предстојниот период би бил проблематичен, например, да донесете луѓе на затворено, затоа што најчесто во лето преферираат сите да одат да бидат посетители на концерти на отворено. Колку размислувате за оваа проблематика? Дефинитивно имам размислувано за ова, бидејќи знам дека се ближи лето и многу повеќе луѓе сакаат open air, но особено за вакви настани со ваква музика е тешко да се најде некаде кај што не е некој локал, да речеме што го држат некои луѓе од оваа сцена, каде што можеш да направиш муабет со нив така лице у лице.
и да се договорите асално, онака сега таму логично ќе се ние по протокол баш зборевме со дечките од ЗЕ, има и дозвола и се тоа се решено. Воедно и никад не сме имале да речеме некој пиротехники, некои смок машини, да сме палеле бакли на наши свирки, никогаш не такви се случило. слично. Барем ја на тие што Да, бидејќи ептен кај што имаме толку малце со нас, значи опремата си ја купуваме со пари од свирки. Така. Бендовите повеќето ни се луѓе со кои сме израснали и сега свириме заедно. И мислам бидејќи не кај нас не е така нешто да направиме некоја голема екстраваганза, туку искрена љубов кон таква музика. Така. Тоа што сите нас не интересира, што го напомена Зе, ќе има ли клима во Зе или да си понесеме вентилатори со нас? Вентилатор понесете Понесете си вентилатор, ладно пиво и добра волја. И добра волја, да, и хуманитарна душа. Ова не е единствениот настан во најава, го најавивте и Grind Till Death, 2 јули во Браво, настап на грчки грајнкор бендови домашните гној. Што може да очекуваме од оваа свирка? Од оваа свирка може да очекувате се што некете да видите не на свирка, исто така пак ќе го реагирам на 27 јуни, една недела после ова. Добро. Ова го договараме више од ноември можда и многу работи се случи измеѓу, но сега се враќаме конечно во некоја нормала. Ова ние во јули сме, мислам дека немаме ништо планирано, но август имаме доста и хардкор и има свирки во ака малце да прошарат. Да, малце sneak peek за тие што слушаат. Али оваа свирка ние, особено мене ми е многу мерак бидејќи особено волку голема грајнкор свирка особено во време мислам дека немало. Требаше уште еден наш локален бенд да настапува, но не беа. Можеше ли ќе беа 5 бенда значи. Да. И така. Супер, значи да најавиме за крај од срце за Кочани, да ги поканиме сите во пабот Зе 21.6. Да. Со почеток од 18. Да, Да, до накај 12:30 ќе трае. Да, со оглед на тоа што имаме 9 бендови, 9 бендови, да. Убаво е на време да се појават луѓето, да. За да нема пролонгирање. Да, Момци, фала ви многу што дојдовте во домашна работа и ви посакувам многу успех и со Отров Do It Yourself, меѓутоа и да имате што е можно поголема посетеност на овие манифестации, посебно од тие кои што се од хуманитарен карактер. Проложуваме со Големата вода, бендот кој што исто така го поддржувате вие и сте составен дел малтене од вашиот колектив и се надеваме во некое издание дека и нив ќе ги забележиме со да предводат некој ваш фестивал. Да ги предводат. Така. Предвода. Да.